Проблемот не е уставот, туку идентитетот. По реакциите што ја разбранува јавноста изминатите денови, денеска со директен и остар став се огласи и премиерот Христијан Мицкоски. Тој порача дека последните изјави од официјална Софија само ги потврдуваат стравувањата дека барањата кон Македонија не завршуваат со уставните измени. Мицкоски оценува дека станува збор за подлобок проблем кој директно го засега македонскиот национален идентитет. Па мене тоа не ме чуди, не знам дали некого воопшто го чуди во државава. Само ги потврдуваат оние тези кои што ги имавме од првиот момент, дека не е бугари во устав единственото барање, туку комплетно редефинирање на македонскиот идентитет. Во исто време премиерот испрати порака дека ова се моменти кога без разлика на политичките разлики, државата мора да настапи обединето, а националните интереси да бидат ставени над партиските калкулации. Мислам дека конечно како народ ќе сватиме без разлика дали сме во власта или во опозицијата дека за некои прашања едноставно треба да бидеме заедно. Жалам што се случи претходната влада да на еден таков начин влезе во оваа авантура и го заглави евроинтегративниот процес на државата. Жалам што ја прифати капитулацијата, односно ултиматумот тогаш од страна на нашиот источен сосед, наместо да не послуша и тогаш, но еве повторно апелирам до опозицијата, подадена е раката, исправена е раката, да ги напуштат оние нивни тези кои што ги слушаме во јавноста и да застанат конечно во одбрана на македонските национални интереси. И делот аналитичарите оценуваат дека ваквите пораки од Софија ја зацврстуваат позицијата дека барањата кон Македонија не се ограничени само на уставните измени, туку носат ризик од нови условувања во текот на евроинтеграцијскиот процес. Токму затоа, според дел од познавачите, се оправдани барањата од владата кон Европската Унија за цврсти гаранции дека по евентуалното ставање на бугарите во уставот, официјална Софија повеќе нема да го блокира патот на Македонија кон европското семејство. Постновогодишните припукувања меѓу Скопје и Софија се отворија откако Бугарија повторно го избегна терминот македонски јазик, нарекувајќи го јазик достапен за граѓаните во Македонија во контекст на акцијскиот план за заштита на правата на заедниците, документ што македонските институции го подготвија согласно уставот и европските стандарди. Наместо содржината на планот да биде во фокус, ваквата формулација од Софија отвори пошироко прашање за односот кон македонскиот јазик и идентитет, предизвикувајќи остри реакции од Министерството за надворешни работи, владата и експертската јавност. Од владата порачуваат дека европскиот пат останува цел, но без прифаќање на нови ултиматуми и без отстапки по прашање што за темел на македонскиот идентитет.